Многу интересна професија имате и навистина ми е драго што денеска сте гостин во вестите во Канал 5. Ви благодарам за поканата, Сања. Кажете ми, дали може да почнеме со она што е сега актуелна тема? Зимскиот период нас не е многу мачен, бидејќи обично Македонија, особено главниот град Скопје, високо котира на тие листи неславни по квалитетот на воздухот, односно лош квалитет на воздухот. Може ли да се направи едно гледиште, едно мислење од ваша страна, како се гледа на комбинацијата на високата стапка на пушачи, на цигари и тутунски производи во Македонија, а и она што го дишаме секој ден, односно енормно лошиот квалитет на воздухот? Страшна комбинација по здравјето на луѓето, им штети на сите, и на пушачите и на непушачите. Затоа што и загадениот воздух овде и чадот од цигари содржат многу исти токсични материи, отрови, како што се PM2,5 частичките, како што се канцерогени субстанции, формалдехид и други, исто така тешки метали, така што таа комбинација на дишење загаден воздух и пушење на цигари уште толку го загрозува здравјето на луѓето. Во секој случај, мислам, еве поедноставно, ако може некако да кажам, загадениот воздух надвор. Значи, воздухот е потреба. Сите мораме да го дишеме, нели? А за жал е загаден. Меѓутоа, пушењето е избор. Пушењето е како намерно да сакате да вдишувате отровен чад и тоа да го правите директно неколку пати во текот на денот, зависи колку цигари пушите. Така да комбинацијата е навистина страшна. Мора да им се предочи на граѓаните, бидејќи не сматам дека Македонија нуди многу едукативни програми во однос на штетноста од тутунските производи, особено она пошто денес посегаат најмладите. Тоа се оние ароматични никотински производи. Електронски цигари, така. Да. Кажете ме колку се тие штетни? Во споредба со обичните цигари. Да. Луѓето повеќе имаат некакво познавање дека цигарите се штетни. Мислам, никој нормален човек не може да каже дека цигарите се здрави. Нема ништо здраво во цигарите. Сите го знаат тоа. Меѓутоа, јас сметам дека јавноста треба постојано да се подсетува дека во цигарите има околу 7000 отровни материи, од кои 70 веќе, повеќе од 70 мислам, се докажани научно дека се канцерогени. Кога вие го вдишувате димот од цигари, значи, што се случува? Тој патува многу брзо до мозокот. И сега тука тој се шири, тој е во вашиот организам, така? Токму овие отровни состојки од цигарите, не никотинот сам по себе, другите отровни состојки предизвикуваат ризик, има да предизвикаат мутации во ДНК. И тој уствари тој почетен иницијален развој на околу 30% од малигни заболувања, од кои 90% се белодробните тумори, канцери. Електронските цигари, кои во последно време се еден вид на мода, или пак луѓето сметаат дека со пушење на електронски цигари ќе се откажат од пушењето, не е баш така. И тие се исто така многу штетни, и тие имаат никотин, кој што ја ствара зависноста. Дури имаме и електронски цигари на кои што пишува дека нема никотин, меѓутоа во повеќе случаи е откриено дека и тие содржат никотин. Така што има повеќе и повеќе млади луѓе кои стануваат зависни од електронските цигари. Една од причините е затоа што преку електронските цигари никотинот уште побрзо стигнува до мозокот. Вие веќе кога го имате во вашиот организам, тој предизвикува и лачење на допаминот. Допаминот е невротрансмитер кој ви дава чувство на задоволство. Што повеќе пушите, толку поголема толеранција кон никотин, толку повеќе ви треба никотин, и тоа е тоа всушност што им прави на луѓето, ако збориме за физиолошката компонента од пушењето, што им прави да створат зависност. Мислам, на крајот на краиштата, пушењето го имаме и во меѓународната класификација на болести. Така. Под дефиниција, ментално и физичко нарушување на здравјето како резултат на употреба на тутун. Има и свој код, F17.
И го објаснува таа тешкотија, посебната желба на пушачите за цигара, краткотрајното задоволство кое што не сакаат да го избегнат и знаејќи дека сето тоа штети на здравјето, продолжуваат да пушат. Говориме за штетноста од пушењето на цигари и тутунски производи во време кога се актуелни предлог закони, односно поригорозни мерки би рекла, во однос на забраната на пушење. Ако говориме за јавното мислење, тоа би рекла дека е дефинитивно поделено, бидејќи над 40% тука негдека се пушачи од возрастното население, исто толку за жал и деца, тинејџери посегнуваат по тутунските производи. Зошто има бес кај поголем дел од населението, кое веројатно станува збор за пушачите на цигари и корисниците на тутунски производи? Кој е образложението? Зошто бес кај пушачите кога говориме за забраната? Зошто се чувствуваат рестриктирани? Зошто го чувствуваат тоа како контрола врз личната слобода, кога имаме еден друг момент на општо добро и подобро општо здравје, со некои нови навики. Да. Чисто заради двете компоненти кои што го сочинуваат пушењето. Можеме да го гледаме, како што рекавме, од физиолошка гледна точка, можеме да го разгледаме од психолошка гледна точка, меѓутоа двете компоненти се многу важни. Физиолошки, зависноста од никотин прави проблем. Значи, секој пушач е зависник, да се разбереме. Како што е алкохоличарот зависник од алкохол, како што е тој што зима дрога зависник од дрога. Само ова е друг тип на дрога која што е многу распространета за жал. Значи, тоа е физиолошката компонента, зависност од никотин. Вие никотинот, кога ќе ви се намали во организмот, вие барате, значи, повторно да го имате. Ако не, периодот на абстиненција ствара симптоми. Симптом на иритабилност, симптом на анксиозност, симптом на лутина и така натака. Кој сака да ги чувствува тие негативни чувства? Никој. И сега, што правите? Посегнувате по цигарата, всушност да ги избегнете тие чувства. И тоа е едно моментално олеснување на стресот, кој луѓето погрешно разбираат дека всушност цигарата им го намалува стресот. Тоа е физиолошкиот дел, психолошкиот дел. Кај пушачите има неколку психолошки моменти кои што се многу значени, како например што е когнитивната дисонанса. Когнитивната дисонанса е еден непријатен внатрешен психолошки конфликт кој пушачот го доживува, знаејќи дека пушењето е штетно, меѓутоа продолжува да пуши. Тука веќе се ствара едно чувство на вина, се ствара едно чувство на грижа на совест, се ствара исто и страв за здравјето, меѓутоа пак некако ги тера да запалат цигара. Тоа е когнитивната дисонанса. Имаме когнитивни дисторзии, кои се всушност искривувања во размислувањето. И сега, за да се смали таа внатрешниот немир, пушачот посегнува, нели, по цигара. Тука веќе се јавува друг момент, се јавуваат тие когнитивни искривувања, пушачите рационализираат, ги минимизираат штетните дејства, последиците од пушење и ги преценуваат придобивките. Кога минимизираат, обично мислите, мене нема да ми се случи ништо лошо. Ќе пушам уште малку, ќе прекинам следната година за 5 години и така натака. Преценуваат придобивки, што значи мислат дека стресот, пушењето им го намалува стресот. Мислат дека подобро ќе функционираат и така натака, меѓутоа сето тоа е илузија. Значи, цигарата е всушност таа што ве држи во контрола, ако сте пушач, не е специфично законот кој треба да се донесе, за кој што луѓето сметаат дека ова е контрола која што ни ја наметнува владата, сака да не контролира, ова е еден вид спречување на личната слобода и така натака. Не. Овој закон се носи за превенција на здравјето на идните генерации и за заштита на здравјето на тие што веќе пушат, да нема уште поголема штета, и за заштита на непушачите, пасивните пушачи. И плюс може да се надоврземе ако сакате, не знам, овој факт многу мал број на луѓе сигурно го знаат, меѓутоа имам истражувања дека загадениот воздух, надворешниот значи, и чадото цигари
тие штетат и на домашните миленичиња. Значи, мачките кучињата, мачките се уште по-сензибилни и кај нив, мислам, има поголем ризик да имаат и малигна лимфома. Повеќето луѓе не го знаат тоа. А овде гледам дека многу луѓе веќе чуваат домашни миленичиња. Ете така, тоа не е главниот фактор да се престане, главниот фактор е здравјето на луѓето пред се, така што, знаете како, и пушењето, значи, на никого не му е загарантирано право. Нели? Загарантирано право треба да биде сите да дишеме чист воздух. Така. Во Англија, значи, законите се почитуваат за вакво нешто. Јас како бизнис психолог работам и соработувам со повеќе организации таму, дали вклучена во програма на начини на кои што луѓето полесно ќе се откажат од пушење, што беше многу повеќе случај кога се донесе законот, веќе еве долго време го имаме. Така што јас мислам и тука треба една таква иницијатива да има, да им се овозможи на луѓето полесно да можат да го прифатат законот и полесно да се откажат од пушење Тоа ми цигари. беше и следното прашање, сакав да направиме една паралела помеѓу европските земји, односно Англија. Тоа е место каде што вие 30 години функционирате, живеете и работите. Зошто во Англија е полесно, ми се чини, да се функционира, односно да се откаже од пушење? Затоа што кај нас, например, малку од социолошки аспект ние на Балканот генерално е тоа кафе без цигара, не е кафе, меѓутоа таму притисокот доаѓа од самото општество. Можеме ли ние некако да дојдеме до тоа? Да, јас мислам со ефективни стратегии, ефективни програми кои што треба да бидат, значи, на некој начин холистички, целокупни програми. Не се работи само за воведување на закон, поставување на казни кои, да, точно е, спрема стандардот на луѓето се овде многу високи. Јас мислам во Англија, колку што се сеќам, казната е 200 фунти за пушење на јавно место. Во авион, не знам дали знаете, без разлика е 1000 фунти. Меѓутоа, ете, на луѓето им е лесно во авион да не пушат, некако сите го прифатиле тоа. Културата е друга таму. Едукацијата која им се дава на луѓето од јавните институции, од владата, вклучување на различни експерти, од доктори до психолози, бизнис психолози, психотерапевти, аналитичари и така натака, значи се работи многу тимски. Обележувања имаше и уште има добри обележувања, знакови за непушење и така натака. Со тоа на луѓето им е малку и полесно, знаете, да се вклопат и да соработуваат и тие во спроведувањето на законот. Секогаш ќе има луѓе кои што се многу резистентни, точно е тоа, од било какви причини. Од причина што некој на вистина многу станал зависен. Од причина што некој има други причини па сака да се бунтува и неправилно размислува дека ова е напад на мојата лична слобода. Тоа е, мислам, неправилно размислување, да се разбереме. Така што секогаш ќе има луѓе кои што ќе се спротивставуваат, меѓутоа сакавте паралела од Англија, ви ја кажувам, веќе дури и никој не приметува дека, мислам, цигарите фалат, не се пуши. Има уште луѓе што пушат. Има еден друг момент каде што има и млади луѓе кои што палат електронски цигари. И сега, во процес е воведување на нов закон кој треба да се спроведе до, мислам, беше до 2030 година. Целта е да се направи... Да, готово, не, готово, ќе почнат да го спроведуваат. Целта е да се направи генерација, така наречена генерација без чад од цигари. Што значи дека ќе сакаат да го намалат бројот на пушачи и пушачи на цигари и на електронски на помалку од 5% од населението. Тоа е генерација без чад. Исто така, друг момент има каде што значи, во кола не сме да се пуши ако имате не деца, патник помлад од 18 години. Забрането е пушење во кола, забрането е пушење во возила кои што се од јавен карактер, мислам нема шанса, автобуси, такси, такви работи, дури возила од компанија. Ако вашиот колега не пуши, значи и не сака вие да пушите, значи по правило е забрането. Воведуваат сега закон каде што нема да се дозволи да купуваат цигари
сите оние луѓе кои што се родени до 1 јануар 2009 година. Значи ќе биде незаконски. Нема да купуваат цигари, нема да имаат допир до цигари. Нема да смеат воопшто. Тоа е за идните генерации. Нема, илегално ќе биде. Како што илегално дрога да дила некој. Така. Интересни поинти во секој случај. Сакав само да ве прашам во однос на вашата професија. Што би му препорачале на човек што сака да ги остави цигарите во услови кога државата не овозможува некои многу помошни средства за да се помогне во таа цел на поединецот? Да. Јас не знам точно како се одвива ситуацијата тука, веројатно е како што спомнавте, нема некои си многу услови. Што јас конкретно работам во Лондон е како бизнис психолог, нели? Главната всушност фокусот на мојата работа е здравјето на вработени, поготово менталното здравје. Тоа вклучува исто така и зависност од цигари, кое што беше многу пораспространети со проекти кога нели се воведуваше законот и после тоа, такво нешто веројатно ќе треба и тука. Когнитивно-бихевиоралната терапија, која е еден од правците кои јас го користам со години, клиничката хипнотерапија, сите тие даваат многу ефикасни резултати за луѓето што сакаат да се откажат од пушење. Така што, значи, вие можете и никотински филтери да користите и така да се јавиме на некоја SOS линија. Да, и тоа. Има методи, се персонализираат во зависност, нели, на личноста. Може ли со совети да се откажеме од пушење, како што е праксата кај нас? Кај нас има бесплатна телефонска линија на која што може да побарате помош во откажувањето на цигари. Добро. Во реалноста дава некои минимални резултати според извештаите на Институтот за јавно здравје, меѓутоа во реалноста не гледаме ние бројки, статистика која соодветствува на намалување на бројот на активни пушачи во Македонија. За возрастното население особено говорам. Може ли само со совет да се помогне да се откаже од цигари и кој е советот што вие би им го дале на гледачите, една-две реченици во тој контекст? Океј. За некои луѓе краток совет можеби ќе помогне. За некои луѓе. За повеќето луѓе не. Не функционира психолошката терапија на тој начин. Ако веќе зборуваме, значи за луѓе кои што сакаат навистина да си помогнат и да се откажат полесно од пушењето и да се придржуваат и понатака кон тоа. Така да, главно нешто, советот мој би бил, ако сакате да се откажете од пушење на цигари, првиот момент е да застанете и да се запрашате што ви представуваат цигарите. Јас тоа го разработувам со моите клиенти на еден по-длабок начин и така натака. Што ви представуваат цигарите? Зошто пушите? Пушите дека сте под стрес, пушите дека мислите подобро функционирате секој ден, пушите заради тоа што и другите околу вас пушат, пушите заради тоа што мислите дека на вашето здравје нема да штети. Зошто? Меѓутоа, ретко кој пушач застанува да размисли, да се стопира кога ја зима цигарата и да рече, океј, зошто ми треба оваа цигара? Одговорот може да биде, ете така, од возбуда, радосен сум денес, или може да биде, не можам да го поднесам овој стрес веќе. Ми треба простор, ми треба одмор. Ритуалот тука постои цигара, кафе без цигара, не иде, класично ословување имаме тука, ако гледаме од психолошка гледна точка. Значи, така што има повеќе начини, како што реков, да се помогне. Меѓутоа, вака кратко, како што ова не е сеанса за откажување од цигари, тоа е првиот чекор. Меѓутоа, некогаш и најтешкиот. Затоа што пушачите обично се користат одбранбени механизми, од кои еден е негирањето. Што значи не согледуваат дека имаат проблем. Проблемот е на другите, проблемот не е мој, немојте да ме закачате. Ете така на некој начин размислуваат. И се надеваат, тоа се нарекува еден наивен оптимизам, дека јас ако сакам да прекинам со пушење, можам јутре, ама не сакам. Не е тешко да се, мислам, не е лесно да се прекине со пушењето, затоа што цигарата ве држи во контрола. Вие, поготово кај тешките пушачи, вие се бајле станувате и во првите пола сат, значи, цигарата ви е предност. Цигарата е приоритет. Така.
Меѓутоа, да, треба да се помисли, јас мислам законот кога ќе се воведе, повеќето луѓе ќе се Под откажат. предпоставка дека ќе се имплементира, ние имаме многу А, и голем тоа. проблем со Да. имплементацијата. Кај нас претходните законски регулативи можам слободно да констатирам дека во делови се почитуваше, особено во Карпош, во центар, во тие скопски општини, меѓутоа не можам да кажам така дека тоа беше случај за Западна Македонија. Така да претпоставката колку ќе биде функционален законот за здравието на населението, колку ќе даде резултат, ќе дефинитивно зависи од имплементацијата на истото. Апсолутно, чекор по чекор секој дел треба да се имплементира. Јас не се сеќавам дали 2007 тука се воведе законот, 8 Првичниот Да. закон, кај нас има 14 или 15 измени на законот за пушење. Јас мислам некаде беше околу 2007 како и законот во Англија 2008 6. Не, 2006 беше. Добро, 2006 во Англија 1 забравив. јуни 2007. Што приметив после тоа, неколку години подоцна, дека овде се пушеше пак во затворен простор, ама во наводни градини кои што се оградени со мушама, затоа што не е зид, се сметаше дека е отворен простор, мислам. Да, сега има измени, треба да биде отворен од три страни. Ќе видиме како ќе Значи, биде. тоа значи дека треба да биде отворен просторот. Така. Да. Се надевам дека тоа ќе успее, затоа што ќе биде позитивно и за здравјето на пушачите, ќе биде позитивно многу и за пасивните пушачи, за непушачите. Нема да здраво општество нема без здрави луѓе. Болни луѓе не ви требат, а знаеме дека тука колку што ги гледав статистиките, околу 4000 луѓе годишно умираат од загадениот воздух, што е нешто, мислам, тука веќе и треба нешто подхитно да се превземе. Не да се чека секоја зима, еве и како оваа. И уште толку исто умираат од сите оние болести кои што ги предизвикува пушењето, така да треба крај да се стави на тоа.